вечерва новогодишна ноќ во библиотеката Феткин во Кавадаци. Какво е ова изненадување за децата, директорка? Па, како и сите институции, и ние решивме, како и секоја година традиционално, да ја доближиме новогодишната еуфорија, а се разбира тоа е најинтересно и најмногу им значи на најмладите. Па затоа оваа година решивме овој настан, за прв пат не е така во вечерните часови, и е насловен како новогодишна ноќ, што значи дека почнува сега во 19 часот и продолжува до Длабоко во ноќта? Да, длабоко во ноќта. Во рамки на овој настан ќе се одвиваат неколку активности, тоа ќе биде првен, имаме детска театарска представа, новогодишен грабеж, интерактивно ќе биде сето тоа со дечињата, потоа имаме работилница, изработка на новогодишни лампиони, оригами, па после тоа имаме читање на бајка од Ханс Кристијан Андерсен, Снежната кралица. Една убава топла атмосфера и многу дечиња гледам на едно место. Многу ретко е оваквата слика, освен во училиштата, во библиотеката вечерва уживам да ги гледам децата. Да, прекрасно е, има многу дечиња, ние се изненадивме бидејќи самоиницијативно со нашата објава на нашата фејсбук страница, на објавата од страна на градоначалникот, луѓето се информира, мислам и од вас медиумите, од РТК пред се информира, се заинтересира и не посетија, што за нас е од огромно значење. Благодарам, во вторник се гледаме на уште една ваша. Да, во вторник имаме уште еден настан, тоа е класичен концерт, насловен од наша страна, музички хепенинг во светот на бајките, каде ќе се исполнуваат, ќе се свират традиционални класични дела од Брамс, од Моцарт, од Штраус, а и од наши македонски автори.